Македонија е држава на македонскиот народ и држава во која припаѓаат националните малцинства. ВМРО-ДПМН прифаќа уставни измени и вметнување на бугарите во уставот само по хрватски модел. Без никакви условувања велат од опозицијата и нудиме на власта промена на уставот и заштита на македонскиот народ и интереси, како би била напишана преамбулата по хрватски терк. Република Македонија се воспоставува како национална држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства – албанци, турци, роми, власи, бошњаци и други, кои се нејзини државјани, на кои им се гарантираат исти права со тие на македонскиот народ и остварување на националните права во согласност со демократските норми на Организацијата на Обединети нации. Опозицијата е спремна да разговара сите националности од последниот попис да бидат македонски малцинства, но очекуваат владеачкото мнозинство да го прифати ваквиот предлог, бидејќи само така велат од партијата на Мицкоски Македонија ќе биде унитарна држава. Очекуваме СДСМ и ДУИ да го прифатат овој предлог од причина што самите постојано се прокламираат за европски политичари. Па од тука, после нивните изјави со кои хрватскиот модел го предлагаат како најсоодветен пример за промена и примена во Македонија, не веруваме дека сега би биле против овој модел и би одбиле Македонија да биде унитарна држава. Јавната понуда од опозицијата владеачката СДСМ не се изјаснува дали ја прифаќа, бара предлогот да бил изнесен на јавната расправа во собранието. Со започнување на процесот во собранието, ќе се отвори и јавна расправа, ќе има и средби и состаноци работни групи, на кои што Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН ќе можат да дадат своји предлози. Овој процес мора да биде најтранспарентен, најинклузивен и да дојдеме до најдоброто решение со кое што ќе следува промена на уставот и со тоа продолжување на европскиот пат на нашата држава. На тема уставните измени деновиве министерот за правда Кренар Луга од редовите на Алијанса за албанците кажа дека со отварањето на највисокиот правен акт во Македонија треба да се размислува и за бришење на 20% кои зборуваат албански јазик и неговото впишување како втор службен јазик во Македонија, но за сега власта смета дека не би требало да се оптеретува целиот процес со нешто што не било приоритет. За нив приоритет е впишувањето на бугарите во највисокиот правен акт.